3 ženi sme u selo. Pa ako se stajme nekoš, ako se vidimo, ako ne, sami doma. Ostanalo 5 kući, kad je odiš. Nema nigdje kad odiš. Ja ovdje sam roden. Imam 77 ova godina. Tuka sam živeo, selo to imalo 80 kući. Od je 80, po 10 duši, 800 duši. Stoka imalo, sme živeli i kako do deneska, što smo ostanali sami. Ете тоа. Друго што да кажам? Колку куќи има отворено сега во Говорлево? А? Колку куќи има у кои живеат луѓе у Говорлево? Сега овде има, да ти речам, 10-13 куќи. А беше 80 куќи кога ја бев на 10 години. Сега ликвидираме. Ти живееш сам, како ти е живеачката? Јас сам живеам, да одам кај синоите, доле ја да седам, не можам да седам. Јас сакам да работам. На село сум се родил, на село ќе умрам. Селото живееше секој среден. Божич било, Водици било, Великден било, Ѓурѓоден било, Стреѓе село, Сабар, Игранка имало по 100 души. Некој по стока, некој дома, слави, пиење, јадење имало. Школото? А? Школото? Школото, беше школото, имаше луѓе, имаше деца, школото се учеше. Сега има, да ти речам, пред 15 години или 20, школото прекина. Луѓе нема, деца нема. Патот не беше правен. Ако беше патот правен, може да не отидеа сите да избегаа луѓето. Ама немаше каде, сабале 3 сати ќе пешаш и до Скопје, вечер од Скопје до овде 3 сати и више ти не си способен. Ова ќе каже? И за тоа почнаа да се иселуваат, а? Како? Заради тоа почнаа да се иселуваат. Па, за тоа се иселуваат. Ако имаше, како сега, асфал, ќе одеше автобусот, камиони до село, некој кола ќе купил, друштво, ти ќе ме донесеш, ја ќе те однесам. Селото немало да се запусти. Ама немаше тогаш. Џаде, немаше пат. Луѓето си отидоа. И ми останале старите, додека може да живееме. Не ми достасуе савеста што сум сам. Што нема, има тоа, ама што се сам. Ете тоа. Ќе станам сабале, нема со кого да зборам. Па отиди ке овците, битка, тие ќе плека, ја ќе зборам и времето ќе помине.
Ова црква се вика Свети Никола. Млади нема овде да се венчуваат, нема, си селија младите, си отидоа доле. Pa ovdje imalo okolo 80 kući, 90 kući porano. Ali откако луѓе искочи работа државна, почнаа да се запослуват и отидоа сите постепено се повлечуја и така отидоа. Тоа едно друго, тие може да немало да останат тамо да живеат доле сега како што си селени, него работа од што немаше никаков превоз, немаше ништо и не можеше да се иди дојди нагоре надоле. Јас сум одел 13 години сум одел пешки одовде до Скопје и назад, сум се враќал секој ден утро вечер. И ради тоа народот е иселен, отиден е доле, немаше школи, луѓето кај да се школуваат овде, од четврто деление нагоре немало школа. Па нема овде народ. Со кого ќе седат? Со нас стари не седат. Секој гледа како да му е поарно него. Поради школа искочија децата. Нема школа овде. Деца немаше да учат. Школото се затвори. И мораше тие да одат доле да учат. Друго што да ви кажам? Патникот намерник во Говрлево, село оддалечено не цели 25 километри од Скопје, во која и да е куќа од 10 населени, каде со по еден човек, поредко со двајца, најпрвим го пречекува чуварот на огништето. Во Говрлево како да запрело времето. Нема детски джагор, не се слуша песна од млади невести. А овие две-три домаќинки, ниту една не знаеше или не сакаше да не испее една, макар и најмала строфа од песна карактеристична за ова село. Говрлево влегува во 21. век без водовод, без канализација, без телефон. Додуша има една селска чешма со убава, бистра, студена вода од кој на раце, кој со помошта на дооденото прле ќе донесе од водата дома за секојдневните потреби. А Говрлево е речиси на дофат на главниот град на државава. Најблиски села кои го обкружуваат се Света Петка, Барово, Чифлик и Долно и Горно Соње.
Последните мохиканци што ги запознавме тука ни се израдуваа, особено оние кои што живеат сами, да скршат муабет, да ја победат самотијата. И не баре бисери на скржавото зимско сонце, се ронат сеќавањата, се откорнува дел од животот. Одам со овци, не боли вак. 3 остапот, па боли. Дојда сната и син ми постариот, работи у болница. Слушај, викам, ако можеш ти тамо да ме навреш побргу да пројдам, овде ти дам ракотинци, 1 ден, 2, 3, 5 ќе ми се направат. Отидов тамо, ме спрема, се прегледав, рече со тебе тате циркус. Што? Си имал куршум. Кога гледам? Куршум, тука. Ето. И до денеска. Од 45-та, сега сме 2001-та, тука е. И цела работа сум работал. Земјоделие, све што се тича. А не проба да го извадиш куршумот? Тога ми рече лекарот. 40 години си го носил. Уште 40 да го носиш, нема да умреш од него. А ако те боли, дојди ќе го извадиме. Ја денеска не можам, утре не можам и така остана. За спомен. И сега со са него ќе умрам, ајде. Имаш некоја пензија? 3.500 пензија и со овчињата, ништо друго. Тоа е боречка пензија? Борачка. Инвалидската ти речам сега. Ја што сум ранет, инвалидска се рачуната. Али борачка, али како, што да ти речам, инвалидска. И стига. Абе и да не стига, кој ќе ти даде? Австријанскиот фронт. 44-та, 9 месец. Овде од прекуриот од кај Сарај. Нападнаа шиптарите. Ја вадев граф у Брзоетер, кај манастирот. Ама од Баро еден, зашто тие тука идеа, ти кажав на славата, се познааме. Вака се крв. Што така бечичко тоа се викам. Албанците рете нападнаа ни степа. Од тука во Зеленика на пребега, од онаде, на Осојницана. Гледам на Баро нагоре, све црно си отидоа. И са балето, па да ти речам, со 1 сат, сат и пол ноќ, село блокада. Кој бил паметен, кој бил стар, кој видел лошо како сега што сум видел ја, веќе се стемни, избегал. Ми останаме тука. И татко доаѓа од работа и вика на мајка, имаш вечера? Имам. Ај тури да вечераме. Ама вака и вака. Кој правил, рече нека тегне. Татко не правил, утрето го доби ќутекот. Го тепа и ја од тука Количани, те партизаните. Од Количани, Алдинци, Велешко Лисиче, околу, над Зеленико, Градманци, Градовци, како се викаше тамо, ми падна опинците. А еден како мене стар, му викам, чичко, ти ќе се одиш дома, ќе ми ги даеш опинците. Се сову ми ги даде опинците. Отаде Количани, од Количани Сушица, од Сушица
Бардовци, од Бардовци Стајковци, од Стајковци Љубодраг над Куманово, од Љубодраг Прешево. Од Прешево цела зима по Карадаг. У пролетта отидовме у Срем, седовне 2-3 недели, покрет, од тука на Дрина, спрема Белино. Седовне 2 дена 3 тука, на заседа. Дрина вака тече, германците отаде, ми одоваде. И неколку дена седовне и покрет назад, па преку Шабац, па назад, Земун, Сурчин, едно село, Бежанија, поседовне, 2 дена 3, покрет у Земун, у воз, дангара, темница, отидовне, се симнавне. Рече 3-4 вечера и одма на положај. Ја 3, вака. Казаното отишол направи јадење. Чури јадењето, но пак у портијата, чури в торба. Не ти се јадео, пукао, не ја се каѓа. И ноќтено зедова тамо, и сабалето вака се разгреја сонце. Ми е голи, со топли. Како што бевне за север, од те десна рака, како овци која да блека. Бе! Напред, офицерите нас. Обје напред. Ние напред, тие на нас, ние на нима. Не изтепа. Седовне не пола сати. Ајде напред. Нас не страх. Одете напред, ќе види нашите минери, ги кажат мините да не е минирано. И од тука натаму, Шит, Врполе, Ѓаково, Винковци, Бела Црква, Липик, Пакрат, Славонска Пожега, пред Загреб, Банова Јагова и Меранија. И до денеска, од 45-та, сега сме 2001-та, тука е. Неретко по браздите на лицето Тодорово ќе заискри солза. Тагува по својата дружка Марија со која изродил деца, го проживеал животот, делел и добро и зло. Ама Господ ми ја зеде и ме остави самотник, а самотијата е тешка, ни збори Тодор Велковски. И одново, како вчера и прекчера, Тодор се внурнува во новиот ден. Пауна и Благоја Стевковски од неодамна повторно се во својот дом во Говрлево. Пауна, или Пале, како што нагалено ја вика Благоја, по цел ден работи низ дворот, во бавчата, по куќи
и го чека својот домакин Бале да се врати од Скопје, каде што работи како возач во бетонка. Двајцата имаат по 60 години, се знаат од малечки. Заедно ги учеле првите букви во прво одделение во старото селско училиште. Заедно растеле. Ме сакаа многумина, ама мене срцето ми заигруваше само кога на орото до мене ке се фатеше Бале, кркорејки се од смеа, ми збори Пауна. Виќе сум живеела. Збори, кажи. Бевне таму и готово, ајде. Бевне прв Припор. Ништо нема. Ајде, кажи. Живеевме ми у Припор. И децата ми се домија, ќерките ми со мажија, синот сожени и се преселивме мие поново овде у село. Добер ми е животот, живееме со домаќинов. Ајде, доста е више, доста. Не можеш да кажеш. Добро. Уште нешто. Ај ти поар. Зборевме од кога се иселени луѓе. Пред тоа, преска почнаме да закажем ние. Се иселија од 59 година, кога се иселивме доле и народот се повлече. Така селото остана за нигде. И сега ми е пананово, се вративме овде. Пошто ни е подобро и така сакаме да си го продолжиме животот овде, како калбаѓи подобро. Па сега ќе видиме натаму како ќе биде, што ќе биде. Господ е јак. Толку. Порно збориш вампир. Поарно. Зборот беше за школото што се школуевме едно време со другарката. Учевме тука до 4-то одделение и пошто немаше школа друго више, немаше што да учиме. И останавме тука така без тоа више. Од тука тоа после луѓето како се селија, се онадија се направи на школо доле, али тоа школо исто малку поработе, начисто кога си отидоа луѓето удале и тоа се затвори, нема ништо, крај од тоа. Тоа заврши со таа тачка. И исто и народов која се исели доле, се запусте село и нема ништо од тоа. Друго, нешто околу враќањето за луѓе што сакаат да се вратат, еве има многу намера луѓе што сакаат да се вратат, али не можат да се вратат поради вода нема, струјата не чини, патишта нема, автобус нема, телефони нема и ради тоа луѓето не можат да се вратат. А иначе имаа желба за да се враќа. Еве сега слушаме нешто дека за телефони ќе се поставало и многу луѓето ги интересира, сите што се иселени ги интересира за да се вратат назад. Друго беше За водоводот извад. за водоводот. Водоводот тој е стар водовод и има убава вода, само нема никакви средства за да се почне да се работи. Ако случајно општината ни даде некои средства, имаме поднесено барање и за вода, и за струја, и за телефони, и за сите тие работи, ако случајно ни помогне општината, болки ќе добиеме вода, пошто имаме добар извор и добра вода. Ако не, значи ништо. Пропаѓа селото, како што е пропаднато и така и ќе пропадне уште бетер. Уште неколку фамилии сме овде што живееме и така, нема ништо друго. Тоа е све на све.
На археолошкото наоѓалиште ја запознавме и Павлина или сестра Параскева. Живее во манастирот Свети Трифун, горе на Ридот, и се жали на блискиот каменолом на цементарницата Усие, од каде од секојдневните минирања на теренот, манастирската зграда од ден на ден се оштетува. И во непосредна близина на Тодоровиот дом забележавме стар споменик. Осамен, камен, крст. Ја овој крст го знам откако дете сум бил. Дојдов го јавнав, татко ми, мајка ми ме брка со српот да не јавам на крстот. Од малечко го знам овој крст. Го турале римјани, кој што турале, како турале, ја више не знам. Дојдоа едни копаа, тражеа злато, не најдоа. Ќе отидоа јалој. Дали судбината на ова село ќе наликува на ова осамено, остарено и сушено дрво? Дали камбаната од црквата Свети Никола само таговно ќе ечи? Или можеби по зелените ливади на Говрлево одново ќе грмне тапанот за селски празнувања и свадби, за милување и радувања, живот што ќе значат, кој знае?